Јас имам оформено став, мој личен став и како министер. Јас сум важен дел од тој процес во носењето на одлуката, меѓутоа мислам дека е покоректно прво тој став да го комуницирам на состанокот со претседателот и премиерот. Ова е одговорот на шефот на дипломатијата на прашањето која е неговата позиција во однос на тоа дали поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски треба да оди за амбасадор во Франција по обелоденувањето на аферата Онишченко, издавањето македонски пасош на украинец кој е на американската црна листа со претходен намин токму од АНБ. Османи деталите прво ќе ги соопштил пред Пендаровски и Ковачевски, па потоа пред јавноста. Кога ќе биде средбата со претседателот и премиерот не прецизираше, освен што кажа дека ќе биде во наредниот период. Османи денеска настапи внимателно за прашањето за дипломатска тинина на Димовски за пропустот со Онишченко кој доби меѓународна димензија откако како што откри претседателот Пендаровски, за него се заинтересирале неколку амбасади во земјава, вклучувајќи ја и на Соединетите американски држави. Комуницираме на тоа прашање со претседателот и со премиерот, меѓутоа не сме седнати на формални консултации за да донесеме одлука што понатаму. Се разбира дека мислењето на нашите НАТО сојузници е важно. Ние сме внатре во еден сојуз во кој што разменуваме ставови и ние кажуваме мислење за некои луѓе во сојузнички држави, доколку имаме информации и така натаму. Меѓутоа, за конкретниот случај, треба да седнеме со премиерот и претседателот и да пресечеме што понатаму. Шефот на државата, кој заедно со владата и со МНР е клучен во процесот на поставување амбасадори, во интервју за Канал 5 настапи многу подиректно за екс-директорот на АНБ Виктор Димовски и неговата иднина како македонски амбасадор во Париз. Од моите контакти со премиерот и со министерот за надворешни работи ми е речено дека за ова, во светло на критиките кои ги добивме од некои влијателни земји членки и наши стратешки партнери, пред се мислам на САД, дека треба да преиспитаме дали би требало да останеме на тоа решение или и некои други опции би влегле во игра, изјави претседателот. Информациите се дека новиот директор на АНБ Зарко Милошевски наредил нова проширена истрага за тоа како Александар Онишченко, кој е на црната листа на САД, воопшто добил македонско државјанство, зашто Виктор Димовски може да остане без амбасадорската позиција. Најавите се дека Милошевски на одит од истрагата ќе ги соопшти на утрешната седница на Собраниската комисија за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.